Почитувани граѓани, почитувани колеги пратеници, денес на дневен ред повторно е законот за минимална плата, односно законот за зголемување на минималната плата. Не знам дали вреди да се зборува, но сепак заради граѓаните, заради јавноста, да објасниме или да пробаме да објасниме зашто станува збор. Минималната плата представува еден од клучните механизми преку кои државата директно влие врз животниот стандард на граѓаните и секако на социјалната кохезија. Висината на минималната плата, динамиката на пораст на минималната плата се директно поврзани со борбата против сиромаштијата. Значи, денес зборуваме за нешто што не е политика, туку е живот. Обичен живот на секој еден наш граѓанин, на секој еден наш работник. Зборуваме за зголемување на минималната плата, бидејќи денешната минимална плата не дозволува или не обезбедува достоинствен живот, туку представува обично преживување на нашите граѓани. Денес, кога цените растат, кога инфлацијата го јаде семејниот буџет, минималната плата мора да расте. Затоа ние како пратеничка група бараме зголемување на овој износ на минимална плата постоечки, затоа што тој не е достоинствен или не е износ за достоинствен живот на нашите граѓани. Затоа ова наше барање не е ниту символично, не е ниту предизборно, туку ова е решение и систематско и одржливо. Зошто? Затоа што работникот не смее да биде најслабата алка во економијата. Затоа што без работник нема ниту фирма, ниту фабрика, нема услуга, ниту пак има економски раст. Вчера на матичното тело на Комисијата за економија и труд кажав дека прв пат зборува за минимална плата во 2015 година. Тогаш, како пратеничка група во опозиција, баравме минималната плата да биде 11.000 денари, бидејќи беше 8.60 беше. Имаше дебата, се објаснувавме дали е се содействува со продуктивноста на работниците, каква е во регионот, каква е во обкружувањето, каква е во Европа, каква е во другите земји, што работат нашите работници, каква технологија имаат, каква опременост имаат, какви капацитети имаат фабриките и фирмите и така натака, меѓутоа постоеше дебат. Тогаш предложивме да важи за сите, бидејќи и таа од 8.000 денари не важеше за текстилната индустрија, за индустријата за кожа и за обувки, туку таму беше 6.000 денари. Предложивме да се скратат парите тогаш од панорамското тркало 18 милиони, за да се изравнат платите на сите работници, односно на сите работници тогаш во 2015 минималната плата да биде 11.000 денари. За жал и тогаш владеачката партија предводена од ВМРО ДПМН и денес, кога бараме зголемување на минималната плата, се против. Во меѓувреме дојде до промена на власта, ги скративме парите за панорамско тркало и во 2017 и 2018 ја зголемивме за 20%. Ја зголемивме на 12.000 денари. Следната година ја зголемивме на 14.000 денари. Следната година пак ја зголемивме на 15 и нешто. Значи перманентен пораст на минималната плата. И ако сакате да правиме споредба, дали со други земји, меѓутоа најдобрата е со потрошувачката кошница е вака да кажем. Кога наследивме власт во 2017 година, 5 минимални плати беа потребни за да се пополни една минимална синдикална кошница. Значи 5 минимални плати за една потрошувачка синдикална кошница. Во 2024 ја оставивме на 2,2 минимални плати да бидат, значи една потрошувачка кошница во износ од 2,2 минимални плати. Денес, за жал, после години и пол, после 2 години владење на ова гарнитура, дојдовме до ситуација 3,4 минимални плати да бидат потребни за една минимална кошничка. Зошто? Затоа што цените растат со голема брзина, почитувани драги колеги од владеачкото мнозинство. Одете во продавница, видете. Направите споредба
не знам за основни производи кои што ги користат нашите сограѓани кои што земаат минимална плата. Значи, ниту зборуваат за луксузирање, ниту за не знам какво трошење на какви работи. Тие зборуваат за основно преживување не месечно, секојдневно. Отворете, појдете во кој било маркет сакате. Брашното, да не враќам назад, 2017, кога сме зголемили или 2018, 2020, 2024. Од 2020 32 денари килограм брашно, денес 55, дури видите ги намалуваат и пакувањата, не е веќе ни од 1 килограм, од 900, од 800 грама. Зошто? Да се прикаже дека некако цената стои во место. Маслото од 62, 76 во 2024 за 2 години, 95 денари. Влезете во која сакате продавница, во кој сакате маркет. Млекото од 48, 2017, 51 денар 2020, 74 денари 2024, денес имаме 76 денес, или 72, 76, 85, во зависност од производителот, земете, нека биде 76 просечна цена која што ја користи едно наше домаќинство. И зашто ние правите споредби за кои сакате други производи, дали за лепо, дали за млеко, дали за шекер и така натака, значи за основни производи на нашите граѓани. И зашто ние денес зборуваме? Денес зборуваме платата која што ја примаат да биде 600 евра. Зошто? За да обезбеди основен екзистенција, основна преживување, не луксузирање. За кого? За нашите работници кои што ги чуваат и ги градат нашите фабрики, ја граделе нашата земја, кои што треба да ги мотивираме да работат. Ја во претходниот период слушав објаснување, стручници има биле и секогаш кога се отворила тема, се отворила темата за продуктивноста на работникот, дали нашите работници се продуктивни, дали заслужуваат зголемување на минималната плата. Почитувани колеги, бидејќи станува збор за живот, за преживување, ниту за политика, најмалку за политиканство. Еден од факторите за зголемување на продуктивноста е мотивираноста на работниците. А еден од факторите за зголемување на мотивираноста е зголемување на нивната плата. Што правиме ние денес и што правиме во годините? Ние, нашите работници, не ги мотивираме да работат, не ги мотивираме со зголемување на платата за да постигнат поголема продуктивност, ние, за жал, ги мотивираме да ја напуштаат нашата држава. За жал, дојдовме држава која што има не 2 милиони, туку има 1.400.000 жители. И наместо да се запрашаме што се случува и што треба да правиме за нашите работници, ние денес ќе се надмудруваме и не знам што и какви пиар финти ќе измислуваме, односно ќе измислувате, за да ова некако прашање побрзо го затвориме и за да заврши како тема во јавност. Ама ова не е тема за јавноста, ниту е пиар прашање, ниту со пиар пропаганда може да се реши. Затоа што пропагандата, пиар, ние не сме против зголемување, завршува со моментот на гласање. Кој е за зголемување, кој е против зголемување на минималната плата, се одлучува во моментот кога председателот ќе остави на гласање овој наш предлог закон. Ќе гласате за, ако сте за зголемување на минималната плата, и ќе гласате против, односно вие никако, пошто нема потреба ниту да гласате, за да со вашето никакво не гласање тој закон нема да помине, и ќе гласате така, ако сте против зголемување на минималната плата. Друго објаснување е само гола пропаганда, а гладен стомак, почитувани колеги од владеачкото мнозинство, со пропаганда да го убедите дека е сит, не може. Значи, може да правите што сакате, да измислувате што сакате, да го убедите некој гладен дека е сит, може само со чинот на гласање. Ја ве повикувам уште еднаш и како и вчера да го поддржите ова предлог законско решение, затоа што е за нашите работници, за нашите граѓани. Благодарам.